Измените на кривичниот законник со кои над 200 случаи со висока корупција паднаа во вода, политичките притисоци врз Врховниот суд, аферите во судскиот совет, скандалозното постапување на институциите по упадот во македонска навигација, партиските вработувања. Ова се причињата од служувалката кои ја даваат очајната слика на судско-винителскиот систем, во кој граѓаните имаат доверба од само 1%. Во извештајот на Transparency International, Македонија е на 76-тото место за перцепција за корупција од 180 рангирани земји. Тоа е за 9 позиции подобро од претходната година, но во најголем дел поради влошувањето во други земји. Оценката за нас останува речиси иста. Овие резултати се далеку од охрабрувачки, вели председателот на Transparency Благоја Пандиловски. Нашиот став е дека во Македонија корупцијата е се уште на многу високо ниво и дека нема реално подобрување на работата кај голем дел од институциите кои треба да бидат на чело на борбата против корупцијата. Последиците од законските измени на кривичниот законник, за кои се намалува санкционирањето и предвидената затворска казна за кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување, се неповолни во делот на санкционирањето и борбата против корупцијата. Имено со истите се овозможува побрзо застарување на гонењето на случаите каде има сомнение за застарување на ова дело, при што голем број на случаи веќе останаа без судска завршница. Најголем проблем во борбата против корупцијата и во овој извештај е правосудството. Оценската мисија на ЕУ, која влезе во највисокото тело на правосудниот систем, даде дури 40 препораки, а во извештајот се нотирани политичките притисоци за кои се жалеше председателката на Врховниот суд Беса Адеми. Црна дамка во извештајот е собранието кое со измените за злоупотребата на службената положба, за лична корист и скратените рокови за покренување постапка за сомнителни случаи на корупција е голема услуга за корумпираните луѓе, стои во извештајот. Според документот, проценката е над 200 случаи ќе бидат отфрлени, вклучително и оние против поранешни високи функционери. Исто така се нотира дополнителна загриженост за способноста на судството ефикасно да се бори против корупцијата поради политички назначувања и разрешување на судии. Од регионот подобро рангирани од Македонија се Словенија, Хрватска, Грција, Црна Гора и Бугарија, додека Косово, Албанија, Србија и Босна и Херцеговина се со послаби резултати за перцепцијата за борбата против корупцијата. Македонија својата позиција дели со Молдавија, Унгарија, Куба, Кина, Бахрейн, како и Тринидад и Тобаго.